Добар ден, почитувани гледачи, и добре ни дојдовте во втората сезона на нашата емисија Напладне. Ќе обработуваме повторно актуелни теми од повеќе области, од политиката, економијата, туризмот, културата, образованието, се разбира сето она што е актуелно за вас, граѓаните на Охрид. Ќе имаме многу гости кои што имаат што да кажат и да дадат одговор на сите прашања кои што ве за сега токму вас, граѓаните. Оваа сезона ќе имаме променет термин, ќе се емитуваме на платформите на Охрид Ньюс секоја среда, точно Напладне, и како што кажав, бидете дел од сето она што ќе следува во следните изданија на нашата емисија. Оваа прва емисија од новата сезона на Напладне ја стартуваме повторно со актуелна тема, нешто што е прв синоним за нашиот град Охрид, тоа е секако туризмот, но и статусот УНЕСКО, па може би најактуелна тема во моментов со оглед на сите случувања кои што се периодов. Нашиот прв гостин е професор доктор Саша Коруновски од Факултетот за туризам и член на Националниот совет за туризам. Добар ден и добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Професоре, може многу да се зборува за овие две теми. Прво ќе започнеме со она што е најактуелна тема, тоа е УНЕСКО. Извештајот е адресиран, нашите власти го адресираа извештајот за она што се сработило изминатава година. Што мислите, што се има во извештајот? Па, добро, јас можам само да претпоставувам, затоа што не учествува во изготвувањето, но генерално тоа се одговори и давање на факти и она што значи реализирани состојби од она што беа забелешките. Тоа го очекува УНЕСКО, а веројатно и ние тоа го спремаме, затоа што тој извештај оди на експертска контрола кај советодавните тела на УНЕСКО. Вака со оглед на ситуацијата на терен, мислите дека има позитивни реакции, да кажеме, од наша страна, од македонската страна? Предпоставувам дека се дава еден позитивен тон на тој извештај и се дава насока што следува понатаму, а на УНЕСКО е да види дали е тоа доволно или не е доволно. За она што ни беше сугерирано уште во минатата година, дека ќе следи една сериозна проверка на она што е направено, а што требало да се направи и еден вид на одлука што со статусот на Охрид. Имаме ли напредок? Мислам дека има, што е добро. Пак реков, тоа е одлука на УНЕСКО дали тој напредок е доволен од она што тие го очекуваат. Затоа што ако немате напредок, значи ништо не се случило. Дефинитивно се случуваат работи во насока на она што значи детектирање на слабости и како ние одговараме или како ги адресираме тие слабости. Има два актуелни планови кои што се дел реализираат. Знам дека има нешто исто конзерваторски зафати кои што се случуваат, делот поврзани со водите, значи не дека стоиме во место, но сега е оценката на УНЕСКО дали е тоа доволно или не е доволно, тоа сепак експертите ќе го кажат. Случајот со Охрид е екстремно комплициран, затоа што станува за мешовито добро, природно и културно, меѓудржавно добро, уште повеќе, и на крајот станува збор за голема распространетост. Значи тоа не е еден локалитет кој што го штитите, па сега ќе го градите и туку е еден град односно регион, УНЕСКО регион. И сега тоа дури и по, да речам, нации со таквите комплексни предизвици тешко се справуваат. Како најгорлив проблем секако се дивоградбите. На тоа поле некако стагнираме. Тоа го велат и експертите од УНЕСКО. Имаме ли можност да уриваме дивоградби? Видете, еден ден мора да дојде тоа. Еден ден мора да дојде тоа и секако. И ние граѓаните викаме дека тоа треба да се санкционира. Затоа што едноставно ова е простор од светско значење и мора да се внимава, односно да се гради по пропис, а прописи постојат. Така. И УНЕСКО тоа го констатира, значи не вика немате прописи.
УНЕСКО констатира дека имаме доволно прописи за да ние влеземе во една сериозна, да речам, развојна компонента која што ќе е одржлива, а нема да штети да трга на еден или на друг начин. Сега, што се однесува до, признавам сите дека тоа е многу комплексно прашање, тоа може би Треба и помош од социјално. државата, така вел. Не само од државата. Тој процес треба да се отвори и помош од експертите. Значи да се види како, каде, и секој уривање отвора простор кој што претходно бил изграден и треба да се санира тој простор. Не може да го оставите урнат тој дел од нелегално изграниот објект. Значи, треба санација да се направи. Јас би сугерирал отварање на тој процес и бројни консултации. На крајот на денот, и кај оној кој што ќе се влези да се урива, треба да е свесен дека законот го прекршил и дека едноставно мора тука да се интервенира. Не е тоа веќе лично, туку тоа е една поголем интерес, поширок интерес. Така, сега, последниот период има доста голем број критики за тоа што многу се гради, барем така велат и граѓаните и граѓанските активисти, дека имаат чувство дека во Охрид многу се гради, дека се затвора просторот дополнително и дека загадениот воздух кој што го имаме последниве години и како резултат на таа урбанизација. Процесот на урбанизација ние заради тоа што е толку да речам интензивно го сваќаме во негативен контекст. Иначе процесот на урбанизација значи култивизирање на просторот, оплеменување на просторот. Дали се гради многу или малку, се гради по план. Односно тие планови требало некој ги изгласал. Вие сега ако некој добил дозвола, ставена е маркица некаде, така, тој го има тоа право. Значи, дали многу се гради или се прави пред да се донеси планот? Се разбираме? Откако ќе се донеси, тој се реализира. Дали молку или малку, тој се реализира во обем кој што оние кои што добиле дозвола за градење, ќе го градат. Значи, тоа се условни на мора да се внимава при донесувањето на планот. Односно да се тие конзерваторски основи да се почитуваат, оти планот оди и во Министерство за култура, односно во Управата за заштита на културно наследство и во Министерство за заштита на животна средина и просторно планирање. Значи тие ако ги добијат тие дозволи, добиле да речам согласност дека она што ќе се гради е во рамки на планираното, односно на дозволеното. Така. Затоа апелирам. Тие планови имаат процедура. Вие имате право на јавен увид. Да. Советот треба да се произнесе. Па и секторот за И урбанизам. секторот, и сите. Да. Значи, во моментот кога ќе се изгласа тој план, тој е на ниво на закон. Едноставно го спроведувате. Касно е веќе да речете многу се гради. Се разбираме, значи претходно е да се одреди капацитетот на просторот. Значи тоа е суштинско. Дали тој простор со тој план ќе биде оптоварен? Пред тоа се прави, да се донеси план. Професоре, зошто се толкави апетитите на инвеститорите за да градат во Охрид? Дали тој статус под УНЕСКО? Па тоа е парадоксот. Да. Ако градите многу во луксузен простор, вие на некој начин го деградирате просторот. И тоа е тој парадокс. Значи, и наеднаш вие одите, добивате еден обичен простор наместо заштитен простор. Зато инвеститорот, односно оној планерот што го припрема планот, треба да е свесен дека зачувајќи ги вредностите, го зачува ексклузивитетот на просторот. Значи да градиме квалитетно, а не квантитетно. Тука е, затоа што вие пак на крајот можеби профитот ќе ви е ист, затоа што цената ќе е повисока. Тука се тие влезните елементи кога го правите планот се суштински. Сега кај нас се оди на квантитет наместо на квалитет. Ама да, тоа е тука имате корективи. Тоа се владините министерства, јавната управа, која што треба да рече ова може, ова не може. Да. И да оди на крајот советниците. Советниците се оние кои што го штитат јавниот интерес. А дали на вистина го штитат? Не сум бил советник. Така. Сега, дали е проблем и тоа што тие висококатници, тие станови во нив,
зјаат празни во текот на целата година. Има ли градот бенефит од толку многу станови за туристички цели? Мислам сега има, но не долго. А сега што се прави кога ќе дојде таква криза? Па тоа е сега и мислам дека на национално и одно ниво се разговара. Значи, ако имате еден стан, тој ви е за живење. Ако имате два стана, тој веќе е луксус. Оптоварете го со даноци и да видите како. Што се случи со кризата во Грција? Со таа криза. Беа оптоварени, па и на Запад. Зошто се цените такви? Оти тие ве оптоваруваат со данок, оти тоа е данок на луксус. Ако имате две коли, тоа е луксус, ќе си платите плюс. Во ред е да имате. Некој не вели нема. Да. Ама тоа ќе го оптоварите. Ќе го оптоварите секој кој што не живее во тој стан. И најнаш ќе се регулира и пазарот, ама и апетитите. Значи, вие сте за да се Апсолутно. Апсолутно. Не е данокот на оној во кој што живее. Оти тоа е социјална категорија. На оној кој што не живее е луксус. Данокот на луксус да се покаже. Тогаш ќе се регулира и пазарот и апетитите. Ти наеднаш гледате и Скопје толку атрактивно да излегуваат некои дански фондови, не вложуваат во Данска, туку во Скопје. Значи, има примери. Еве го земете го грчкиот пример. Така. Пред да продолжиме затоа што веќе ја начнавме темата за туризам, пред да продолжиме со туризмот, сакам да ме прашам и затоа што ги следите нели сите овие процеси како член на Националниот совет, и загадувањето на езерото се спомнува во тие препораки, и заштитата на рибниот фонд. Значи имаме намале рибен фонд, особено бастрмката е во лоша состојба. Имаме ли барем мал напредок во однос на таа заштита на Охридското езеро? Мислам дека делумно има мал напредок, но не можам, не ги пратам тие состојби до крај, за да можам поодговорно како со делот за културата да го коментирам. Но, значи имаме колекторски систем, изграден пред неколку децении. Делот колекторскиот систем мора да се одржува затоа што има моменти кога тој е преоптоварен. Имаме диви приклучоци во тој колекторски систем. И наеднаш е тој оптоварен со вода која што не сме да се најде во колекторскиот систем. Значи, како што Евана контролира дали е некој диво приклучен, така треба се контролира и тие излезни, односно води кои што се испуштаат. И дали тие го прескокнуваат колекторскиот систем, не го прескокнуваат. И тоа е елементот кој што вас ве држи дали штитите или не штитите. Јас ќе ви кажам само еден пример. Баш со водата. И околу искористувањето. Охрид и Костур се поврзани, да речам, не само црковно, културно, секако во историјата. Костурското езеро и Костур е многу сличен, кој ќе одите како Охрид да го гледате во мал. Костурското езеро забрането за капење. Зошто? Затоа што таму има кожарска индустрија јака и толку екстрактивна што тие толку го загадиле, што не може да се капат. Сега, значи, секогаш има бенефит имала таа кожарска индустрија, ама штета има цел град. Зашто? Затоа што таа до толку го загадила, што едноставно, сега ние да не дозволиме туризмот до толку да го загади и индустријата, и после ќе ни се врати, како и претходно што ви кажав, како бумеранг, наеднаш никој не доаѓа во загадено езеро да се капи. Него случајот со Преспа. Меѓутоа има решение за се. Така е, само треба да се работи. Да се работи на решението и треба да се отвори процес. Секој што знае нешто да каже, после на крајот вие како политика ќе си ги одредите мерките што ќе правите. И не само на хартија, туку и во пракса. Ето, тоа е тоа. Тоа е генерален проблем кај нас. Во каква состојба е културното наследство? Да се грижиме доволно за спомениците, за црквите? Мислам дека културното наследство е подобра состојба отколку природното наследство. Верувајте, во подобра состојба е. Се прават конзерваторски интервенции, тоа можам да го гарантирам, се внимава, кога влегуваат туристи, пак има некој ред и ограничувања,
За разлика од природното, кое што е покомплицирано, затоа што тука е и галичица, и голем дел на населби, населени места, и значи тоа е покомплексно. Овде има средства, не дека е на високо ниво, секогаш може, но одговорно тврдам дека се превземаат мерки во рамките на оние добри практики да се тоа заштити. Па кога тоа го гледаат и странските инвеститори ги помагаат. Ево, например, Перивлепта беше конзервиран живописот и многу интервенции има. Да, има интервенции. Сега проблемот со културното наследство е она што во стариот дел. Кога ќе наидете на објект, наеднаш оние се имателите на тие објекти се под стрес за тоа што може да дојде до стопирање на градењето на тој објект. Треба да се знае, да се има еден принцип каде што можно е да се прави некаде кај што треба дислокација на тие објекти и на многу места тоа правено, а онаму кај што ќе се најде грандиозен и сериозни остатоци објект, треба да се компензира тој имателот на наследство, да му се даде пристојна компензација за тоа што тој не може да граде тука, затоа што неговото право исто е узурпирано. Така. Значи, во тој дел мора да се внимава и да се има една политика да затоа што ги гледате тие куќи покрај античкиот театар, значи делови кои што треба да се на кои што треба да се интервенира. Да, и сега ова сума сумарум да направиме на ова што го кажавме. Што очекувате, каков одговор ќе даде УНЕСКО? Јас мислам дека и УНЕСКО не знае каков одговор ќе даде. Читам, ево, ајде тоа да го кажеме, дека делегација од Охрид и Струга се во Париз таму. Добро е тоа. Веројатно ќе имаат разговори околу објаснувања околу плановите и мислам дека во овие 6 месеци УНЕСКО нема да го чита само извештајот, туку ќе гледа и што правиме на терен. Ова ургенција ли е сега? Па мислам дека треба да се покажат видливи резултати, уште поголеми, за да УНЕСКО веќе свати дека и Охрид веќе оди над она граница што значи редовни обврски. Оти ние треба да работиме повеќе од сите други за да УНЕСКО рече окей. Инаку УНЕСКО што ќе рече, верувајте, тоа се јаки експерти кај кои што нема политика. А другиот дел, онај класичниот на УНЕСКО, се разбира дека има политика. И сега, професор, уште едно прашање за УНЕСКО. Постои ли на вистина реална закана Охрид да биде избришан од таа позитивна листа, тој статус кој што го носи со години? Одговорно тврдам не. Не. Постои притисок, ние одиме меѓу оваа листа на загрозено, што не е добро ако одиме на таа листа. Меѓутоа, мислам дека Охрид е пред се многу далеко од исфрлање од листата. Мислам дека тоа не е, и сигурен сум дека нема тоа да се случи. Да, сега дел од граѓаните велат УНЕСКО, тоа се супер, но ние мораме да живееме од нешто и поголем дел во градов екзистираат граѓаните од туризам. Каков ни е туризмот? Сега на тие граѓани јас малку би им одговорил дека тие туристи доаѓаат заради УНЕСКО. Затоа што ако имате деградирана природна средина, ако немате, еве го, зошто во преспанелата. Значи, да бидеме на граѓаните треба да им се објасни, тука е едукацијата, дека заради УНЕСКО, заради природните богатства и културното богатство, доаѓаат туристите. Да. И културниот туризам е број 1 туризам во Охрид. Во моментот кој ќе немаме, зошто би доаѓале тие? Значи, сега граѓаните треба да сватат дека сите интервенции во просторот, ако деградираат, во одреден период, Охрид нема да е атрактивен и нема да доаѓаат. Ама тоа ќе биде доцна. Значи, мора граѓаните да сватат дека поврзаноста е голем. Да. Сега, кај сложеноста што ја спомнав кај Охрид е дека вие имате многу стейкхолдери, многу засегнати страни. Јас поттикнувам диалог. Значи да се формира еден форум
кај што секој ќе каже кои се неговите интереси, како да се вклопат во интересите, условно на УНЕСКО. Тие се на Охрид интереси, на Македонија, на светот интереси. Ајде да ги вклопиме интересите. Јасно ми е дека немаат сите интереси. Хотелиерот има едни интереси. Така. Ама то не значи дека невозможно е тие да се вклопат. Баланс да се направи. Баланс да се направи. И секој да си го каже своето и да се одреди патеката по која што никој нема да губи. Но од друга страна морам да кажам дека туризмот мора да враќа на локалната заедница повеќе. Мора дел од парите за туризам и профитот да се врати назад. Инаку ќе имаме овие диспропорции дека некој некого искористува. Иначе одговорно тврдам. Туризмот во овај обем е заради УНЕСКО. На кое ниво е? Дали сме во некоја добра ситуација по број на туристи? Гледавме дека има пораст минатата година во бројот на ноќевања, во бројот на туристи, но некако сведоци сме и дека голем е бројот на туристи кои што не остануваат, туку се транзитни. Патуваат од други дестинации. Имате добра перцепција, затоа што туризмот тргна првите 6 месеци со јак раст. И после почна да забавува. Но имаме, мислам, околу 6% раст од 24-та. Ќе видиме сега, за некој ден ќе излезат годишните. Ова се кварталните извештаи кои ќе правиме, односно Завод за статистика. Меѓутоа, ако имаме бројот на пораст на туристи, тогаш бројот на ноќавање останува ист. Што значи, оно што рековте, тоа се кружните тури. Значи, мал број на ноќавања остануваат. Ако земите број на туристи, на доаѓања Скопје има повеќе од Охрид. Да знаете, ама број на ноќавања Охрид има повеќе од Скопје. Значи, Охрид има стационарен туризам, посебно во летните месеци, не е само да дојде. Тој треба да остави повеќе ден. И да потроши повеќе пари. И штом ги имаме тие, а ќе потроши повеќе пари ако понудите повеќе производи. Значи, вие влегувате во маркет, не може да купите нешто ако не е произведено, или ако имате многу повеќе, дури нешто што не ви треба, и со оние маркетиншки трикови, ќе потрошите нешто што не ви треба. Значи, тоа е во туризмот. Ако немате дисперзија, тука е суштината на туризмот. Не само во стариот дел. Ние да почнеме да ги дисперзираме по целиот регион. Тогаш значи туристичка валоризација на вредностите кои што се надвор од оние, ние одиме по мотивот на стадо. Трчаме по одени патеки. Иновативноста во туризмот е да отвориме нови патеки. И насекаде да ги дисперзираме. И тогаш нема да имате вие притисок од туристите. Од цел регион може да притми многу повеќе. Проблемот е што вие се концентрират на мали места и во одреден период од денот. Ама тука е пак таа иновативност и новите технологии. Дали понудата на градов последниве години се стреми кон тоа да привлече масовна бројка на туристи, оној масовен туризам? И каков туризам ни е потребен? Многу години се дискутира за тоа. Дали Охрид треба да има елитен туризам или масовен? Па сега каков туризам треба да има? Тоа е стратегијата одредена. Што значи? Вие, ако речите, јас сакам да имам елитен ресторан, ама со елитниот ресторан е концепт. Масивниот туризам е концепт, односно помалку концепт, а условно ќе речеме елитниот туризам е концепт. Што значи? Имате високо квалитетна услуга, имате високо квалитетно сместување. Првата анализа ќе ви каже вас дека немате хотели со 5 звезди. Крај на приказната за елитен туризам. Да. Значи, треба да видите со што располагате. Така, анализа на состојбата. Ние сакаме нешто, ама треба да видиме прво дали располагаме со нешто што можеме да го направиме како ресурс, кој што е елитно. Но од друга страна, тој збор елитен, Охрид може да ги понуди услуги од повисока вредност. Тој е сепак висока вредност поседува, така? Така. Да. Ама пак се враќаме со дивоградби нема висока вредност. Значи, вие мора да го одредите патот и на крајот профитот пак ќе види тука. Така. Ама тоа е концепт. Вие треба да тргнете низ тие разговори и форуми дека ако и поскапите цените ќе удрите контра. За поевтино
а истот производ, оти вие што правиме ние? Не е битна цената, условно ќе речеме, битно е што добивате за цената. Така. Значи, некој плаќа хотел 1000 евра, ноќевање, ама што добива за тие 1000 евра? Значи, тоа е сега суштината, да правиме производи поскапи, ама на повисок квалитет. А модуликова ли на Охрид масовен туризам? Оно што ни се случува најмногу околу 1 и 2 август. Добро, пак се тоа пикови кои што не можете да ги избегнете. Така, Проблемот е цело лето, секаде го има. Така, проблемот е надвор од тие 3-4 дена, ќе ги стрпиме тие 3-4 дена. Така, ама што се случува понатаму? Тоа е сега еден концепт. Концепт на да видиме што имаме, како да го спакуваме и кај ќе го пласираме. Значи, пазарот е немилосрден. Трендовите ги знаеме, како што УНЕСКО прави извештаи, така и Светска туристичка организација прави извештаи кои се трендовите. Така. И ви треба се вклопите во тие трендови. Со она што го имате. Значи не може Охрид да го продаваме за нешто што и нема потреба. Нема потреба. Нема потреба. Уникатноста ги привлекува туристите. Не просечност. И сега во однос на кадар, ќе имаме доволно кадар за оваа сезона и тоа е еден од оние точки кои што прават да не можеме да се опуштиме. Екстензивно дејност кој што бара големи вработувања. Сега за сега имаме ние кратење на работните места заради технолошки иновации, а многу малку. Сега за сега е трудоинтензивна дејност, туризмот. Сега, а пазарот на труд е отворен. Можам да ви посведочам дека наши студенти заминуваат, речам, Хрватска. Дел се враќаат, затоа што и таму веќе има притисок уште, значи, но дел остануваат. Ама и нивните заминуваат во... Значи, порано се викаше brain drain. Сега се вика brain circulation, нов терм. Помалку ми пречеше кој ќе слушнев кога ќе одев во западните земји, но тоа е вистината. И затоа гледате веќе и нашиот пазар привлекува од други земји да почнат да работат. И ништо страшно. Тоа е отворен пазар на труд. Хотелот мора да работи. Тој него националност него. Така е. Да. Него интересира, како што мора да се... И во Германија него интересира или во Шпанија, исто е и кај нас. Значи немој да сме ксенофобични. Да, и затворени. И затворени. Да пробаме нашите да останат тука. Да пробаме. Значи и оваа сезона ќе се снаоѓаме, претпоставувам. Ќе се снаоѓаме, ама со снаоѓање не се гради квалитет. Така. И наеднаш ќе изолемите цените, а ревиуата и она ќе би бидат ниски. А платите пораснаа на вработените во секторот? Сега, една наша анализа од пред, мислам дека беше 2 години, не ми зајмајте за збора, но мислам дека 60 или 70% од вработените во секторот угостителство земаше минимална плата. Нема тука квалитет. Нема мотивација едноставно да работи. Значи, ево го она што ви го кажав. Вие ова анализа која ќе направите. Така. И ќе викаме елитен условно туризам, не го секам тој збор, ево. Значи, не може со човек кој што зема минимална плата да работите со гости кои што се високо, да речем. А тоа е, ви реков, концепт. Кога ќе се изгради концептот, секој си го зема својот дел и делува тоа да го оствари. И наеднаш, ако порасно платите, нашите никој не сака да замени од тука, ако тука има солидна плата и други делови. Значи, во туризмот е суштинска работната сила, и тоа директно во контакт со неа добивате услуга. И тука мислам дека треба исто да се внимава на тој дел. А во однос на цените, многу реакции изминатиот период и летото и претходната сезона, после короната, мислам дека најмногу, затоа што реално скокнаа цените. Реално во дали се оправдани? Да. Во туризмот е специфика. Домашните туристи многу реагираат, најмногу реагираат. Нема оправданост. Знаете зошто? Затоа што кој ќе порачате кафе
вие не го плаќате само кафето, го плаќате погледот, го плаќате хигиената, ја плаќате атмосферата. Така. Значи не е тоа да земам јас вода, па се дали е таа ги задоволува оние технички услови. Значи кафето е доживување во туризмот. Така. Затоа нема скапо кафе и ефтино. Има дали сте задоволни од тоа што сте го добиле и од оно што сте го очекувале. Тука е комплексноста на туристичкиот производ. Значи, повеќе елементи се вклопени. Основните се разбира, хигиена и тоа, меѓутоа услугата. Добро, па јас мислам дека на задоволително ниво ни е така. Апсолутно. На хигиена. И хигиената и тука не можеме да се пожали. Тоа е нешто што може да се поздрави, да кажем. Апсолутно. И, значи, туристите не може да ги бирате, односно вие насочувате кој пазар ќе настапите, треба да сте конкурентни и она што го очекува да го добијат. И наеднаш после ги гледате вие оценките и правите анализи и други истражувања и после ги коригирате. Работите во тој аспект. Значи, Охрид има можности за да оди со една повисока понуда, тоа е сигурно, тоа значи повисока услуга. Повисока услуга, повисок концепт на работа и се разбира на крајот на денот воспоставени врски меѓу сите тие. Верувате, една од основните работи кои што ги препорачувам е комуникација меѓу тие засегнати страни, односно формирање некаков одбор кој што еднаш месечно да си кажат јас сега не знам на овој другиот што како му да работи и што има забелешки према моето работење. Дајте да ги размениме тие информации како што е сега се формира тој новиот, го споменавте, Совет за туризам, каде што од сите бранши сме, односно сите сектори сме. И тука веќе дискутираме како да ги вклопиме и склопиме работите и да дојдат на едно нормално ниво. Да, сега каква е гастрономската понуда на градот? Затоа што нашата држава, особено Охрид, е привлечен и поради кујната, традиционалната кујна. И сега гледаме многу често во рестораните некако се стремиме и кон италијанска кујна, кон други интернационални. Дали треба повеќе да биде застапена македонската традиционална кујна? Се разбира, затоа што таа во принцип и повеќе се продава. Тргнете од себе. Кој ќе одите во некоја земја, прво што барате нешто традиционално. Нешто локално. Локално сака. Да. Никој не оди за нешто кое што секаде може да го доби. Значи, тоа ја зголемува потрошувачката, тоа ви ја зголемува атрактивност. А не го поскапуваме нито. Затоа што тоа се локални производи. Сега една друга работа сакам, ние правевме едно истражување и направивме правилник за локаворе, се вика принцип. Односно, вклучување на локални производи, ова не е само менито. Вие кога ќе кажете дека ова локално мени, 80% е од локални производи, верувате дека ќе го купат. Затоа што ако вие правите традиционална храна со продукти увезени од странството, не е традиционална, така? Така. Значи, тоа е концептот на локалор. И вие го поттикнувате производството на локална храна и наеднаш тој ланец, тој синџир се затвора. И не случајно, ама има нормално предизвици. Треба да имате сертификација. Така, треба да имате квалитет, ниво на квалитет. Тоа не е секогаш едноставно да се постигне. Така, оние хигиено-технички услови, нутритивните вредности. Ама не е ни невозможно. Така, сега пак ќе се вратам кратко на кадарот, затоа што зборуваме и за оваа гастрономска понуда. Како да ги задржиме, освен таа плата или што треба да се покачи? Мора да се покачи. Шефот на ресторанот, на кујната, тој ви е столбот на ресторанот. И како едноставно, кога вие ќе пресметате дека заради вашето квалитет и иновативност на тој шеф и персоналот, добивате профит, делот тој профит треба да вратите назад, кај тој персонал. Едноставно е формулата. Да. И сега каква сезона очекувате, какви се прогнозите, од каде секи има гости, од кога да ги очекуваме? Сезоната, вака, значи, почнавме по саеми, мислам дека
да ја задржиме 25-та, ќе биде добро. Посакувам да има зголемување на бројот на наоѓања, оти тоа ќе значи квалитативно подобрување на охридскиот туризам, не е само број на овој. Тоа значи намалување на зависноста од кружните тури. Премногу сме зависни на кружните тури, а кружните тури не ги менаџираме ние, други ги менаџира. Да. Тоа значи Реагираат и водичите наши на тоа. Да. Значи тоа се не само бројот да се фалиме, туку и квалитативните елементи на она што се случува со туризмот. Тие квалитативни значи поголема потрошувачка, поголем број на наоѓања, би посакувал и најнаш поголемиот број на наоѓања го анулира тој притисок од голем број на туристи кои што всушност ништо не трошат. Тоа го имат и другите дестинации. Например, Дубровник имаше голем проблем со крузерите. Едноставно тие ништо не трошат, го оптоваруваат градот. Ќе ви се паркира еден крузер со 1000-2000 патници, тие наеднаш прават хаос во градот, а ништо не ни преноќуваат во Дубровник. Значи, сите ги имаат на некој начин, никаде не е... Така не е сјајно никаде. Тие се меѓутоа мора да ги решавате предизвиците, да ги адресирате и да ги решавате. Не значи дека вие сега ќе се застанеме и чекаме туристи, супер. Да. Не. Туризмот мора следење, мора коригирање. Нон-стоп треба да работи. Нон-стоп треба да работи. Посебно е таа сложена кај што оваа чаша излегува и вие го контролирате. Процесот на производство на оваа чаша е контролира. Процесот на дистрибуција на туристичкиот производ е тешко се контролира. Оти вие не може да контролирате горе во црквата како ќе. Не може да контролирате по патот. Дали имат густина на сообраќајот. Са се влегува во производот туристички. Така да одите до Светинаум и наеднаш застој во сообраќајот. Не сте вие крив, а тоа е нервоза, лоши оценки ќе ви дадат. Значи туристичкиот производ многу тешко се контролира. Е многу покомплексен. Така. Од каде ќе има туристи? Од стандардните. Мислам дека добро е да ја држиме Источна Европа. Препораки се од ова што барем ние работиме, затоа што таа е меѓу најбрзо растечките пазари во светот сега. Значи треба да се пазете и ова што се прави со овие чартер летовите одлично. Тоа е клучниот елемент во туризмот, барем во овие дестинации и Југоисточна Азија. Веќе почнаа да доаѓаат, ама тоа се најбрзо растечки пазари во светот. Што значи? Таму има огромна маса на луѓе. Таму се со милиарди ги бројат. Значи тоа е потенцијал невиден. Така. Значи, верувате дека овие нови летови ќе допринесат? Апсолутно сигурен сум, значи тоа е формулата. Не треба, тука нема... Ако имате брз пренос, тука имате... Да. Па еве сега и автопатот која ќе се добие. И автопатот, и сите тие работи. Беше ли пречка, професор, изминативе години? Апсолутно беше. Видете ги сите овие коментари назад дека патиштата беа хаос. Видете, тоа се пречка за нас, а не пак за некој... Понатаму, мора алтернативи да вадиме. Тие алтернативни видови на туризам. Во Македонија има направено велосипедски патеки. Цела Западна Македонија со велосипедски патеки. Зошто да не понудиме? Слегувате Скопје со авион и од Скопје имате 2 или 3 дена тура до Охрид со велосипед. Холанѓани, белгици, данци. Да, тие го сакаат. Тие го сакаат тоа, ама додите екстра. Ама тоа не е само да го поштите со точекот, тоа е значи одговорност, добра организација. Да се организира, да. Е тоа се и да се видат попат сите дестинации и други, затоа што значи, имаме... Тоа е иновативноста. И тој тука е ексклузивата. Тие се спремни да платат. Да. И да не ги пуштаме кон Грција, туку да ги туризмот е мотивот на става. Трчате само, ништо не гледате. Така, сега ја спомнав инфраструктурата, некаде на крај сме на разговорот, ама сега е актуелна е темата околу Safe City. Значи има најава, тоест поставени се камери во туристичките центри. Мислите дека ќе донесе бенефит ова или ќе донесе можеби некои негативности од кај туристите кои што се од соседството, па возат? Не, ви гарантирам. Ви гарантирам, сме оделе секаде сте, знаете дека... Значи ќе има ред, така? Апсолутно, ви гарантирам тоа. И тоа мора да се спроведе. Дури, мора да се спроведе едно од клучните елементи во туризмот е дигитализација. Значи, клучните аспекти, ако рековме сега, по однос на географска дистрибуција,
Милениумците и Z генерацијата се главна туристичка сега генерација, а тие без дајте да воведиме проширена реалност. Вие ги носите горе на археолошки локалитет, зашто со виртуелна реалност да не почнеме да работиме. После има она така наречена Internet of Things. Вие имате смарт туризам во смарт сити. Тоа неохритно треба. Што значи? Сите ни се блутутите отворени. Ако имате гужва на плаучник, ќе има како во мапсот, ќе ви покаже црвено. Водичот треба се снајде на друго место да ги носи. Така. Значи, и наеднаш капацитетот на просторот не е нарушен, туристите се задоволни. Значи, тоа се иновативните технологии. Некој мисли дека нема иновација во туризмот. Напротив, туризмот со дигитализација прв почна, букингот прв почна да го работи. Имајте како, само треба да се седне. И да се направи концепт и да се почне да се воведува. Тоа не коштаат многу, верувајте. Така. Му треба ли поголема промоција на Охрид? Без промоција не ве гледа. Социјални мрежи на телевизија. Често сега, значи кога беше еднаш дилема дали да одиме на овие CNN, јас одма реков никако. Ќе платите стотици илјади долари, а нема да го имате бенефит. Значи сега преку социјални мрежи, други иновативни, дигитален маркетинг, за многу помали пари вие сте кај сакате присутни. Так. Значи без тоа нема. Да. И за крај имам едно прашање кое што постојано се поставува на секој интервју кога зборуваме и за туризам и за угостителство, како да ја продолжиме сезоната? Тоа е клучното. 12 месеци како што тоа е клучното. Значи тоа е клучното со воведување на нови производи. Алтернативни производи. Ева ова што го зборев. Ова што го зборев. Јас тоа му кажувам и ги советувам во Преспа. Значи таму викаат да, нема капање. Океј, ама туризмот не е само капање. Да. Имате уште 100 начини да го продадете овој простор, а да не е капање. Да. Ајде да видиме што сме силни во вон сезона и да го предадеме тоа што е силно вон сезона. Тоа е значи валоризација на ресурсите. Значи за вас за велосипедски туризам баш напротив, летото не ви е згодно, тоа е прегожешко. Така. Ајде да го продаваме тој дел. Ајде да продаваме активен туризам на Галичица. Низ регионот толку бавини има, Јабланица. Да, и за секоја годишна доба мислам дека Секоја година дајте ги ресурсите, валоризирајте ги, правете производи, продавајте ги. Убаво кажано, професоре, ви благодарам на сите овие одговори. Ќе се видиме повторно во следна прилика да разговараме за позитивни убави работи и секако кога ќе излезе извештајот на УНЕСКО да анализираме повторно. Тука сме, тоа е огледалото. Извештајот на УНЕСКО ни се допаѓа или не? Така. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте со нас. Се гледаме повторно наредната среда, точно на Пладне. Останете во добро здравје.